Да ве поздравам на јавната панел дискусија на тема органодарителство во Македонија под мотото "Еден донор може да спаси 8 животи". Денес сме тука затоа што оваа тема не е само прашање на медицината, туку прашање на човечност, солидарност и одговорност. Зад неа стоат реални луѓе и реални приказни. Постојат луѓе кои не го мерат времето во денови и години, туку во чекање. Чекање на повик што значи живот. Прашањето што треба да си го поставиме е дали сме подготвени да бидеме дел од таа промена. Органодарителството е највисок чин на човечност, момент кога нечија загуба станува нечија нова шанса за живот. Постојат луѓе кои со години чекаат орган. Чекањето не завршува ниту наутро, ниту навечер. Тоа станува дел од секојдневието, од секој план и од секоја надеж. Во такво чекање, секое звонење на телефонот носи надеж и страв. Да се живее со таква неизвестност значи секојдневно да се наоѓа сила, дури и тогаш кога изгледа дека ја нема. Денес зборуваме токму за тие луѓе, за сите оние што чекаат, за сите семејства што живеат меѓу надежта и стравот и за сите животи што зависат од една одлука. Затоа, дозволете ми да ја најавам личноста која денес нема само да го води овој настан, туку ќе зборува од лично искуство и со искрена посветеност. Жена која не се повлекува пред предизвиците, туку одлучила да стане глас. Глас за својот сопруг и глас за сите што чекаат. Жена која својата лична борба ја претвори во мисија. Како сопруга на човек кој 7 години живее со механичка потпора на срце и веќе 5 години чека трансплантација, таа не го мери времето во календарски денови, туку во надежи. Жена со исклучителна сила, посветеност и храброст. Она што ја прави оваа жена посебна е тоа што таа не дозволи оваа борба да остане само неизина. Покрај сите лични предизвици, покрај грижата, покрај тишината што само таа ја знае, Ирена секој ден неуморно се бори да ја подигне свеста за органодарителството. Таа зборува кога е најтешко, охрабрува кога другите молчат и носи надеж таму каде што најмногу недостига. Нејзината борба не е само за еден живот, туку за многу животи и за многу семејства. Таа избра да биде глас за сите што чекаат орган и глас што не повикува да размислиме, да почувствуваме и да одлучиме. Затоа што зад секоја одлука за дарување на органи стои нешто многу поголемо, стои нечие утре. Почитувани, со длабока почит и длабоко восхитување, ве молам со силен аплауз да ја поздравиме жената која зборува од срце за срце. Жената која претвори болката во сила, а надежта во мисија. Вашиот модератор на денешниот настан, Миреја Ралева Најденова. Благодарност до сите присутни, почитувани гости, панелисти и медиуми. Најпрво би сакала да ги представам сите панелисти кои што ќе бидат ова вечер заедно со нас, кои што по четврти пат без никаков надомест ја одговорија на мојата покана и се повторно овде заедно со нас. Ве молам еден огромен аплауз. На оваа панел дискусија присуствуваат следниве панелисти. Професор доктор Билјана Кузмановска, анестезиолог и национален координатор за трансплантација. Доктор Александар Димитриовски, анестезиолог, болнички координатор при Карил. Професор доктор Сашко Јовев, специјалист по кардиохирургија, државна кардиохирургија Скопје. Професор доктор Башким Шабани, хирург, уролог, директор на Универзитетската клиника за урологија, кој што од оправдани причини е одсутен денеска, бил во сала. Доктор Никола Ѓоргиевски, научен соработник, доктор специјалист по нефрологија, директор на клиниката за нефрологија, овде. Професор доктор Сашко Дохчев, хирург, уролог, шеф на тимот на трансплантација за бубрези при Универзитетската клиника за урологија. Професор доктор Мирко Спировски, имунолог, медицински факултет Скопје. Доктор Никола Христов, кардиохирург од ПЗУ Жар Митрев клиник Скопје. Отец Војче Ѓоргиевски, представник на Македонската православна црква, заедно со
кои што се во поддршка на овој настан. Протоерей Ставрофов Воислав Георгиев, протоерей Томе Јовановски, протоерей Саше Ристов и нашиот панелист протоерей Саше Ристов, кој што е заедно на трибуната. Таа е поддршката од МПЦ на оваа свеченост. Дарко Митков, пациент со трансплантиран бубрек, Илчо Гиовски, донор на дел од црниот дроб, кој што е попат моментално, ќе стигне во секој момент и ќе ни се придружи, и магистер Емилија Шкартова Плетварска, адвокат од Кавадарци. Сакам да се заблагодарам лично за присуството на сите вас, особено до Марија Камчева, која што е советничка при општина Кавадарци, која одговори на мојата покана за заедничка организација, имавме чест да ја отвори трибината. Исто така сакам да изразам и благодарност до градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев, за донацијата за коктелот, што е, мислам, што го имаме моментално овој пат како донација од општината, за да ја организираме оваа трибина. Благодарност за тој дел. Така што честиот интензитетот на овие трибини остана непроменет и прерасна во своевиден караван, како што впрочем и најавив на првата трибина, тие што бевте во Охрид, ви кажав дека планирам да биде во сите градови, автобус требаше да организираме. Може би за понатаму. Ова е четврта наша панел трибина, така што тема што сметам дека оваа тема директно не задира сите нас, не поштедувајќи не по ниеден основ, ниту пак по вера, ниту по политичка определба, ниту пак по возраст, по пол и така натаму. Буквално секој еден од нас може да се најде на таа листа за трансплантација, преку ног да се најде да чека, а во исто време може да биде во ситуација да треба да ја донесе хуманата одлука и да рече да за да бидат донирани органите од негов близок човек. Токму затоа, оваа трибина вечерва ја отворам најпрво со прашање поставени до националната координаторка за трансплантација, професор доктор Билјана Кузмановска. Професор, што значи да се биде донор по смртта? Кој може да биде донор? Би било моето прво прашање. Следно прашање, колку пациенти чекаат на листата за трансплантација за да го продолжат својот живот? И уште едно малку полично прашање, какво е вашето искуство како национален координатор, што е најтешко, а што е најмотивирачко во целиот овој процес? Ви благодарам. Драго ми е што прераснуваме во традиција оваа група доктори, свештени лица, правници, пациенти, реципиенти, донори, четврт град во Македонија, каде што доаѓаме да на граѓаните им објасниме што значи орган донорство после смртта, колку е тоа значајно за оние кои што чекаат органи. Јас во интерес на времето, за да одговорам, бидејќи две прашања ме поставивте. Првото прашање, кој може да биде орган донор после смртта, тоа си е јасно дефинирано во Законот за земање и преседување на органи и делови од човечкото тело со цел за лекување, или така наречен Закон за трансплантација. Значи, починато лице кое што е починато од мозочна смрт може да биде орган донор. Значи, не може да биде било кој починат човек, не може да биде човек кој што починал во надворешни домашни услови од други причини, туку исклучиво лице кое што починува од мозочна смрт во услови на интензивна нега. Зошто во услови на интензивна нега? Затоа што ова лице во моментот кога престанала циркулација во мозокот, значи мозокот не се исхранува и е мртов, ова лице и биолошки и во правен смисол е мртво. Тоа што е во интензивна нега овозможува да со помош на респиратор, со помош на инфузии и лекови, уште неколку часа до ден-два се одржуваат циркулацијата и дотурот на кислород до органите кои што би можеле да бидат трансплантирани. Ова е едноставен одговор на прашањето. А процедурите, постапките за докажување си се детално опишани и во законот и во подзаконските акти. Така, колку пациенти чекаат на листите за трансплантација? Листите за трансплантација се динамични, тие се менуваат, меѓутоа груба бројка би било околу 200 за сите органи, зборам за сите. Да. Што е најтешко, што е најмотивирачко во овој процес лично за вас? Лично за мене најтешко е одбивањето. Значи, кога имаме потенцијален орган донор,
сме поминале денови и часови работа во докажување на мозочна смрт, сме поминале многу тежок разговор со семејствата, кој што навистина во тие моменти се во еден голем емоционален стрес, меѓутоа тие разговори траат со часови. Им го објаснуваме значењето на орган донорството и кога ќе не одбија, навистина за мене лично, јас тоа го чувствувам како голем пораз. Тоа е најтешкиот дел од работата. Трансплантација е радосниот дел од работата, да кажам. Вториот дел од прашањето беше што е најмотивирачко, да. Еве што е најмотивирачко. Денеска само што испративме дома пациент кој што пред неполни 3 недели доби орган од починат донор, благодарност на семејството на донорот, и кога се поздравивме му кажав дека денеска доаѓаме на трибина во Кавадарци, тој изрази лична желба, на негова лична желба, значи ова, да ви пренесам дека вие сте негови сограѓани и дека ваш сограѓанин доби орган од починато лице и на тој начин сака да ја пренесе пораката за благородноста на орган донорството. И ве среќата што се Благодарам. Професор, ќе завршите? Да. Моето следно прашање е упатено до доктор Александар Димитриовски, анестезиолог, болнички координатор при Карио. Докторе, кои се најголемите предизвици со кои се соочувате како болнички координатор при процесот на идентификација и пријавување на потенцијалните донори на орган во Карио? Може ли да ми објасните како точно накусо, во интерес на времето ве молам, изгледа процесот од моментот кога пациентот е идентификуван како потенцијален донор до моментот кога се бара согласност од семејството? Прво, добар ден на сите, благодарам за поканата. Јас сум само еден мал дел од тимот на болнички координатори при Карио. Ние сме веќе тим на едуцирани болнички координатори кои поминавме соодветни обуки од оваа област. Со цел да полесно се справуваме со предизвиците на трансплантацијата. Значи, основно е идентификација на можен донор и тоа е синхронизирана и тимска работа, во која покрај тоа што учествуваат болничките координатори, тимот на координатори, учествуваат и нашите колегите од интензивно лекување, колегите од ургентен центар, колегите од неврохируршкото интензивно лекување. И тоа е еден синхрон и континуиран процес. Односно, штом веќе дојде пациент со тешко мозочно оштетување, тешка мозочна травма или тешка мозочно крварење, односно васкуларно оштетување на мозокот, каков таков, значи се ротира, се известуваат болничките координатори и ние тој пациент го следиме. Секој пациент добива соодветна грижа и третман. Значи, можем да кажем во однос на второто прашање, потенцијален донор може да биде само добро лекуван пациент. Значи, не може да биде секој пациент потенцијален донор и сите пациенти добиваат соодветна нега, грижа и третман. Значи, ние ги лекуваме примерно пациентите. Ако во текот на лекувањето дојде влошување на состојбата на пациентот, значи почнуваат да се појавуваат знаци на рефлексија, односно на знаци на дека мозокот полека почнува да откажува, народски што се рекува, да полека ја губи својата функција, тогаш применуваме, значи, строго дефинирани правила и прописи, односно правиме клинички тестови. Тие клинички тестови се строго дефинирани кога треба да се направат, како да се направат и кои се. Значи, се прави еден тест и во зависност од тоа од возраста на пациентот, ако е пациент од 12 години па нагоре, двата теста се на разлика од 3 часа клинички. Ако е пациент од 2 до 12 години на 12 часа, ако е пациент, значи, под 2 месеци до 2 години, тие тестови се на 24 часа. Значи, мора да има 2 позитивни клинички теста и потоа се оди кон параклиничко испитување, односно селективна ангиографија, каде што директно се визуализира дали мозокот има циркулација, односно дали знаеме ако мозокот нема циркулација, тој веќе е мртов и со тоа верифицираме фактички мозочна смрт. Од кога ќе имаме верификација за мозочна смрт, го известуваме, значи, националниот координатор за трансплантација и потоа започнува процедурата за пристапување кон семејство. Така.
раскор. Ви благодарам многу. Во овој контекст нарите да го отвориме прашањето за правниот аспект кога е во прашање донирањето органи по смрт. Извинете. Денеска со нас е магистер Емилија Шкартова-Притварска, адвокат од Кавадарци, кој од стручен аспект ќе го објасни членот од Законот за трансплантација, добивање согласност од починат донор. Емилија, со оглед на тоа дека темава за органно дарителство се уште не е на доволно високо ниво, а и ние заеднички сите се трудиме што повеќе да допре да стане поактуелна оваа тема, дали можете од правен стручен аспект да ни објасните како гласи членот од Законот за трансплантација и како да станеме донори ако во случај нашиот живот заврши во мозочна смрт, затоа што тоа не можеме да го знаеме. И ја направо пред се ти благодарам на поканата, ми представува особена чест и задоволство да дадам свој придонес, малку да ја подигнеме јавната свест за органно дарителството и да придонесиме во иднина да се спасат што е можно повеќе човечки животи. Вака, кај нас во Република Македонија постои закон за земање и преследување на делови од човечко тело заради лекување. Овој закон моментално го дефинира, ја дава можноста да има преследување на органи од жив донор и од починат донор. Прашањето беше за починатиот донор, каква е постапката, меѓутоа јас само на кратко ќе се осврнам на живиот донор за да направиме една корелација за да биде појасно на присутните. Како жив донор, ти можеш слободно и на јасен начин да располагаш со своето тело, со своите органи и за таа цел даваш изјава, со која изјава си точно запознат со целата постапка која што оде, последиците од неа, успехот кој што може да биде. Значи, сам располагаш со своите органи. За разлика кога настанува мозочна смрт, како што кажаа докторите пред мене, во тој случај членот 28 од законот, кој што моментално е на сила, меѓутоа знаеме, доста е актуелно сега во јавноста, дека овој закон веќе е готов нацрт законот за дополнување конкретно на овој член кој што беше најмногу спорен и кој што беше причина за многу голем број на луѓе да не го добијат органот и за жал да завршат трагично по нивниот живот. Досегашниот закон вели дека доколку изрично не се даде согласност на нотар дека не сакате да сте органодарител, представувате потенцијален донор на органи. Меѓутоа, член 2 е тој спорниот член кој што ја прави сет програм го прави и ја кочи на некој начин целата постапка. Во тој случај семејството доколку не се согласи со тоа, во рок од 6 часа по настанување на мозочната смрт, во тој случај има право да не даде согласност и да не се изврши таа трансплантација. А кога станува збор за мозочната смрт, сите ние знаеме дека и докторите од постручен аспект знаат дека тоа се изненадни случаи. Најчесто се жртви на сообраќајни несреќи, каде што фамилијата нема некоја патологија да знае дека пациентот се изчекува да почине или нешто слично, туку се случува многу ненадевно, изненадно. И на тој начин прашање е колку семејството може да расуди во тој момент правилно дали да ги дарува органите или да не ги дарува и што се тоа представува. Зошто е тоа така? Затоа што кај нас во Македонија смртта е табу тема. Значи никој не зборува, особено во семејството, сите бегаме од таа тема да ја разговараме малку пошироко. Меѓутоа, само една работа е сигурна во животот, тоа е дека сите ќе умреме. Се друго не е сигурно, не знаеме. Сите знаеме дека ќе умреме на крајот. И затоа апелирам, бидејќи се уште е тој закон активен и додека да биде, новите измени, разговарајте дома. Значи смртта не е нешто што нема да се случи. Таа е најголемата веројатност дека ќе се случи и разговарајте што доколку дојде до мозочна смрт, дали сакате да сте потенцијални донори вие на органи, дали сакате да придонесете да спасите животи. Значи многу е битно тоа да се разговара со фамилијата, за тие да знаат утре ако дојде до таква ситуација, никој не сака да дојде, меѓутоа тоа е неизбежно. Не знаеме животот какви предизвици ни носи и од тие причини да можеме јасно да се испочитува волјата на починатиот, затоа што живиот може да каже што сака, а починатиот не може да каже што сака. Сега со измените што се прават на овој член се дава можност додека сте живи, кај матичен доктор да дадете изјава дали сакате да бидете потенцијален донор или не сакате да бидете. И сега тука знам дека најголемите дилеми се дали
може да се злоупотреби тоа. Дали има секој пристап до таа листа, но не, тоа не е така. Значи сакаме да соопштаме на јавноста и на се, никој не може да ги злоупотреби тие податоци. Таму има двојна верификација согласно законот кој се има пристап до тие податоци и никој не мора ни да знае дека вие сте дали изрична согласност да бидете иден потенцијален органодарител. Затоа размислите и обидете се да спасите што е можно повеќе животи. И на крај сакам да направам една дистинкција, затоа што нели го спомнавме изјавата кај нотарот, изјавата кај матичниот доктор, да не дојде до забуна, значи кај нотар се дава изјава само доколку не сакате да сте органодарител. А доколку сакате да сте органодарител, тогаш тоа го давате пред матичниот лекар. Се надевам дека овие измени во законот ќе бидат до крајот на годината и ќе придонесат да има што е можно повеќе спасени животи на овој начин. И сакам само една, нели, во интерес на времето, една интересна ситуација да кажам за еден бизнисмен од Бразил, Тани Кикињо Скарпа, кој што во 2013 година го погребал својот Бентли автомобил кој што бил вреден $1 милион и најдел на осуда во јавноста зошто нели тоа го прави, не е во ред да се расфала со парите. Тој дадел една изјава која што ќе ја цитирам, вика: луѓето ме осудуваат зошто сакав да закупам $1 милион вредно Бентли. Всушност повеќето луѓе закупуваат нешто повредно за мојот автомобил, а тоа се здрави органи. Многу луѓе се надеваат на тие органи, а вие ги закупувате. Така да, еве, апел до сите, кога ќе дојде примената на новиот закон, одите сите кај матичен лекар, дадете си изјава да бидете органодарители, на тој начин можеби ќе придонесете да спасите живот, затоа што тогаш правите хумано дело. По вашата смрт, вие на некој начин оставате добро дело да живеат и да бидат спасени многу млади животи. Благодарам. Емилија, сега се осврнуваме на стручниот дел, каде што своје излагање ќе имаат и експертите од областа на срце и на бубрежна слабост. Прашање за професор доктор Сашко Јовев, кардиохирург од Државната клиника за кардиохирургија Скопје. Професоре, како кардиохирург со огромно искуство, како би им објаснили на пациентите со тешка срцева слабост што всушност значи трансплантација на срце за нивниот живот и во кои случаи таа станува единствена реална опција за живот? Добро вечер, ви благодарам за поканата повторно. Ова навистина, овие панел дискусии прераснуваат во еден караван и повторно ќе кажам, минатиот пат ова е вистинскиот пат за да ја подигнеме свеста, да имаме повеќе дарители и, како што кажав минатиот пат, кој се треба да се придружи и да не подржи. Ова е мошто добро прашање, до сега не сме го допреле, што се вели, и ова прашање практично треба да биде дел од процесот на трансплантација, ме разбирате. И е дел од процесот на трансплантација, меѓутоа треба да бидеме спремни и едуцирани апсолутно за тоа. Токму тоа сакам да го кажам. Нашите пациенти главно се пациенти кои што извесен период имаат проблеми, извесен период се во допир со кардиолозите, кардиохирурзите и така натаму. Значи, извесен период се веќе во допир со лекарите заради тоа што имаат срцеви проблеми и кај голем дел од нив веќе се употребени одредени тераписки модалитети, почнувајќи од конзервативна терапија во смисла на медикаментозна терапија, нели, какви што ги има се повеќе и помодерни, продолжувајќи со имплантација на некои помали девајси во смисла налик на пейсмейкерите сега, продолжувајќи понатаму кај некои од нив, за оно што го знаеме, имплантација на механички девајси, на механичка асистирана циркулација во смисла на елвата, биват и така натаму, на крајот некои кои што, ако што се најголем дел, кои што практично немаат ништо, се на терапија, но на некој начин нели можат да бидат по неколку пати хоспитализирани на клиниките, лечени и така натаму. Сакам да кажам дека голем дел од нашите пациенти се сензибилизирани на тоа дека постои проблем, на тоа дека нешто тешко оди, на тоа дека не ќе оди вака понатаму, на тоа дека треба да се направи нешто повеќе, ме разбирате. Потоа почнуваат проблемите да бидат се поголеми и поголеми и се хоспитализираат една-два пати или едноставно клиниката е таква што тие не можат да извадат неколку метри, ме разбирате, и тие веќе чувствуваат дека има проблем. Сега, во моментот кога треба да се седне со пациентот,
Сигурно треба да се биде спремен, да се биде едуциран. Немаме за сега таква, а треба да ја воведеме и тој тип на едукација ни е вака врз база искуство, како што кажавте, нели? Значи да се седне во една мирна атмосфера, од едната страна да е пациентот со членови на фамилијата, а од другата страна да е, да речем, ортопедичкиот хирург со целата екипа, кардиолози, анестезиолог, не мора повеќе луѓе, представници од тимот кој што ќе работи со, нели, на проблемот на пациентот и кој што ќе работи тоа. На пациентот треба да му се објасни со огромна доза на јасност, едноставност, значи со едноставни зборови и голема доза на емпатија. Со апсолутно голема доза на емпатија од една страна, од друга страна како се објаснува да се остави простор и време за емоциите на истиот. Тука имаме емоции веднаш, нели, и не можеме да соопштиме и да си одиме. Тоа е еден процес кој што ќе треба да трае извесен период, 40 минути, 1 сат, половина час и така натаму, разбирате. Пациентот да го и покрај тоа што е на некој начин индиректно спремен, сензибилизиран за својот проблем, нели, сепак во моментите кога велиме нема друго, мора да се трансплантира, нели, да му се остави простор за да ги абсорбира податоците и своите емоции некако да ги среди. Понатаму, треба да му се каже на пациентот дека ние сме со вас во целиот процес. Треба да му се каже дека има процес. Не е тоа дека вие немаме друг избор, толку е тешка ситуацијата, мораме да трансплантираме. Но денешниот ден, кога сме решили дека треба да трансплантираме, и ќе ве ставиме на листата, а пред да ги ставиме на листата имаме многу мерења, евалуација и така натаму, нели? Ако до тоа веќе не е, нели? Времето до добивање на орган не знаеме колку. Значи, треба да биде спремен на тоа, треба да биде спремен на самата интервенција, на постоперативниот и треба да биде спремен на животот после тоа. Мощне благодарни се трансплантациите, во случајот за срце правиме молитви, меѓутоа живееме со лекови кои што се мощне сериозни, нели? Имуносупресивна терапија, која што знаеме какви проблеми со себе носи, нели, целото тоа лекување, колку отприлика би можел тој живот да трае и така натаму, како да изгледа главно, и срцевите пациенти повеќе од 95-6% се враќаат на нормални активности. Половина од нив, значи, работат она што го работеле претходно, половина не работат затоа што не сакаат да работат. Да. Значи, и еден мал процент кој што навистина. Меѓутоа, сепак тие се под строга контрола со лекови, сепак се она што може да се случи секојдневно, разбирате. Значи, многу добро прашање, треба, еве и координаторката е тука и за тоа, малку да се спремни, они се спремни апропо односот со фамилијата тогаш кога имаме пациент за возрашна смрт и треба да се даде орган. Они се изморено спремни, тоа го знам јас и сум присуствувал порано. И тоа е и овој дел. Не разбирате, и овој дел со примателот на орган, нели? Значи да биде онака како што треба да се легиарите спремни. Значи, практично можете добро прашање, ова треба да е дел од процесот на трансплантација и ова треба да се изведе изморено со тоа што ние имаме психолог кој што го немаме секогаш, нели? Може би во овие моменти со нас треба да седи психолог. Таа пракса немаме, меѓутоа може би треба да ја воведеме таа пракса. Ви благодарам на прашањето, на вистина беше на вистина. Прашање е упатено до доктор Никола Христов, кардиохирург во клиниката Жан Митрев во Скопје. Докторе, вашето стручно мислење во врска со пациенти кои со години живеат со механичка потпора како бричту трансплант, еден од нив и мојот сопруг, како што каже и Марија, компликации во обичаено преживување нивно додека чекаат на листата и колку би се подобрил квалитетот на нивниот живот по добиеното срце од кадавер, практично професорот делумно даде одговор на нештото, меѓутоа од ваше искуство. Да, фала на поканата, добар ден. Присуството. Тие пациенти, како што кажа професорот, не ги среќаваме уште пред да добие механичка поддршка срцето, не ги среќаваме во болница повеќе пати. Пациенти се кои се хоспитализираат многу и не можат да ги вршат во обичаените секојдневни активности, значи проблем е да искачи пеше скали, проблем е да пешачи отоци имаат по нозете, по рацете, значи се гушат во собствена течност. Така да, додека чека за трансплантација која може да одземе доста време дека се најде адекватен донор. Да, ќе се сврнеме и таму. Има солуција која се нуди моментално, значи покрај лекарства која ќе се исцрпат се механичка потпора. Механичката потпора значи дека во срцето, значи над
внатре, сега грубо кажано, се става пумпа која му помага да работи. Меѓутоа е поврзана со два токави кабли, еден, да, и уште еден, да речем, со надворешниот дел, така да пациентот, значи, кај се прижи, мора да го носи тоа со себе. И иако квалитетот на живот се подобрува со механичката потпора, значи може да се врати во секојдневни функционирања, движење, меѓутоа пак е доста ограничен. Делумно квалитетен начин на живот. Да, меѓутоа не е како што било пред тоа. Тоа е, значи, механичката потпора е како што каже на приличното транспорт, е вашиот сопруг, не знам сега дали предпоставам знаат. Дознам. Да. Меѓутоа тоа е со одреден временски период поврзано. И тие треба пациенти да добијат одреден број на години